Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Еве не повторно заедно, понеделник 19. јуни 2023 година, 170 ден во ова тековна година. На почетокот, по нашиот обичај, ќе ги проследиме утринските, односно сервисните информации, ќе кажеме неколку зборови за времето, за состојбата на патиштата и што се случило на денешен ден. Според прогнозата за денеска, повторно ќе имаме променливо време. Интересно, така беше и во минатите денови, значи еве прогнозата за денеска е која ќе се движи температурата секако 9 до 17 утринската, а дневната од 23 до 31 степен. Значи имаме малце покачување на дневните температури, но значи ќе биде времето сончево и потопло со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Веќе во наредните денови, значи во текот нова седмица, температурата ќе оди нагоре, малце се подобрува времето, ќе немаме толку врнежи од дожд, но значи да не се толку опуштеме, како што и прочитав, ќе имаме умерена облачност до слаб умерен ветер од северен правец, така да ќе биде, а утре, значи 20 јуни ќе биде сончево, така да според прогнозата овде што ја гледам, ќе немаме облаци, ќе има скроз сонце и полека за кој ден ќе навлеземе и во најубавиот месец, односно годишно време во годината, тоа е летото, кога очекуваме преку 30 степени, така да еве веќе утре температурата дневна ќе биде од 24 до 32 степени. Што се однесува до состојбата на патиштата, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по наместа влажни коловози, посебно во планинските предели, иако времето ќе биде денеска, значи сончево. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од нашата земја. АМСМ препорачува прилагодена брзина на возење, односно на движење, почитување на патната сообраќајна сигнализација, посебно тамо кај што се изведуваат градични активности на патот Кавадарци Прилеп се прави пат, а има такви активности и на влезот во Охрид од страна на Струга. Така да биете внимателни, почитувајте ги сообраќајните знаци, лето е, топло е, има раздвиженост, луѓето веќе заминуваат кон туристичките места, така да почитувани гледачи, посебно вие кои сте возачи, немој да возете под дејство на алкохол никако. Алкохолот и унака не е добар, а камоли за возачите кои управуваат со моторни возила. Во рубриката на денешен ден, 19. јуни, еве што се случило во минатото. Во 1566 година роден е шкотскиот крал Џејмс VI Стујарт, кој како Џејмс I од 1603 година до неговата смрт во 1625 година прв владеел и со Шкотска и со Англија и бил прв Стујарт на англискиот престол. По абдикацијата од шкотскиот престол на неговата мајка Марија, Стујарт во 1567 година, кога имал само една година, бил прогласен за крал на Шкотска и таа титула ја носел се до својата смрт. На денешен ден, 1620 година, роден е Блас Паскал, француски математичар, физичар, книжевник и филозоф. Конструирал математичка машина,
аритометар, кој ги вршела 4 основни математички операции, ги поставил основите на законот за веројатноста, ја измислил хидравличната преса и утврдил дека притисокот на воздухот опаѓа со висината, така што со помош на барометар може да се утврди висината на планините. Умрел на 19. август 1662 година. На денешен ден во 1819 година американскиот параброд Савана пристигнал во англиското пристаниште Ливерпул. Тоа бил првиот брод на водена парија кој го помина Атлантикот. Добро, еве на денешен ден во 1828 година во Виена умрел Франц Петер Шуберт, австрийски композитор, еден од најистакнатите представници на музичкиот романтизам. Во 1862 година, денешен ден, Конгресот на САД донесол решение за укинување на робството на својата територија. Ете, во Америка имало, робови кај што се искористувале луѓето за домашни работи и за активности на поле, на жалост ги користиле како животни. Во 1885 година статуата на слободата, францускиот подарок за американците, пристигнал во Њујорк од Франција. Еве од Македонија нешто, почитувани гледачи. На денешен ден во 1980 година во Прилеп е роден Илија Милчин, македонски актер, режисер, јазичар и преведувач, почесен член на ДПМ. Вие постарите, верам се сеќавате, тој глумише во некои филмови на македонски јазик. Во 1930 година почнало Тиквешкото востание. Траело 7 дена против српската власт, која го окупирала овој дел на Македонија по повликувањето на турската војска во Првата Балканска војна. Добро, еве уште една информација. Во 1961 година, денешен ден, Велика Британија му дала независност на шеикот Кувајт во Персискиот залив, што бил под нејзин протекторат од 1899 година. На денешен ден, во 1970 година, советскиот вселенски брод Сојуз 9 се вратил на земјата, постигнувајќи нов рекорд во должина на престојот во Вселената од 17 дена, 16 часа и 59 минути. Еве, тоа беа неколку сервис информации, почитувани гледачи, што ги проследивме, и рубриката на денешен ден. Одеме сега со една песна да ве поздравиме сите вас кои се вклучивте во нашата денешна утринска програма Добро утро. Na ovoj svet gostin su, to go znam, i život težok je, polne sogre, zato kopneam, zato i poubav sve, kade što nema Bog, ni tu smrt. Zato ljubav sve, za život bez greh, niz boruva Isus spas, da sme spremni ovoj čas. Ti verujem, Bože moj, o tvoj zbor, i zato sekoj čas se spremam jas, za tvoj dom, ljubav dom, što me čeka vo sjaj, za mene
večen raj. Zato ljubav sve za život bez greh, ni zboruva Isus spas, da sme spremni v ovoj čas. Ke dojdeš li so mene razmisliti, da bideme zajedno vosite dni, može biti to je tvoj od posleden čas. Ne čekaj, vednaš ti odluči. Zato ljubav sve za život bez greh, ni zboruva Isus spas, da sme spremni v ovoj čas. Da sme spremni v ovoj čas. После ова песна се враќаме во програма, почнемо гледајќи продолжуваме со рубриките Капки на мудроста и читање на делови од Светото писмо. Еве неколку капки на мудроста. Додека си млад, уживаш. А кога ќе станеш свесен за тоа, почнуваш да старееш. Не почнувајте да лажете, бидејќи за секогаш можете да го изгубите чувството за вистина. Секое богатство е производ на нечија работа. Богаташот и во тугина се чувствува како дома, а сиромавиот е странец и во својата куќа. Парите понекогаш ги отстрануваат непријатностите, но и ги создаваат. Како што тешката облека пречи при движењето на телото, така и богатството пречи при движењето на душата. Немаштијата е најголемото искушение, а и најмудрите риби гладот ги тера на јадицата. Никој не успева толку брзо како оној кој се огледува на туги грешки. Секој голем успех е триумф на упорноста. И еве уште една. Оној кој ласка уште повеќе милува да клевети. Тоа беа, еве, почнемо гледајќи неколку капки на мудроста што ги споделив ова утро. Продолжуваме со читање на делови од псалмите Давидови. Денеска е на ред да го прочитаме 72-иот. Боже, надари го царот со Твојата справедливост, царевиот син со Твојата праведност. На Твојот народ праведно нека му суди, угнетените од неправда нека ги штити. Од горите мир за народот ќе дојде, а од ридовите правдина ќе иде. Тој ќе ги брани угнетуваните меѓу народот, спас ќе им донесе на децата на бедниот и докрај ќе го столчи угнетувачот. Ќе живе тој низ поколенијата, се додека траат сонцето и месечината. Тој ќе биде како роса што оросова ливада, како дожд што ја натопува земјата. Во неговите дни ќе цутат правдата, мирот и благосостојбата, се додека постои месечината. Тој ќе владее од море до море, од големата река до крајот на земјата. Пустинските племиња ќе му се клањаат, неговите непријатели прав ќе лижаат. Царевите од Тарс и од далечните острови ќе му плаќаат даноци, владителите од Арабија и од Саба ќе му носат подароци.
Site vladetili nemo ke mu se klanjat i site narodi nemo ke mu služat. To je ke go izbavi siromašni od što stenka i ugnjetovani od koji od nigde nema pomož. Kim se sožali na nemokniti bednite, kim gi spasi životite na sirotite. Od ugnjetuvanja i od nasilstva ke gi spasi, zašto nimnata krve skapocena v njegovite oči. Da žive, neka mu bide dadeno arapsko zlato, za nego postojano neka se molat i po cel den neka go blagoslovovat. Zemeta su žito da izobilova, po planinskite visovi klasje da se branova, nizini od plot kako liban neka cuti, neka bun kako treva i livadi, neka buj kako treva i na livadi. Doveka neka mu traje imeto, neka se spomnova, se doveka traje sonceto, preko nego ke dobijat blagoslov narodite i blažen ke go prekinuvacite, ke go narekuvacite. Na Gospod Bog neka mu je slava, na Izraeliot Bog koji vrši čudesni dela, na njegovo to ime mu pripagja večna slava, so slava neka se ispolni seta zemlja. Amin. Evo to beše psalmot 72, početno gledajući što tako go poslušavme. Produžujeme svega povtorno so pesna. Na tvoja vrata kuca sam, na tvoja vrata kuca sam. O, zašto odgovor ne daš, na tvoja vrata kuca sam. O, kako Isus, na tvoja vrata kuca sam. O, kako Isus, na tvoja vrata kuca sam. Kuca sam. Da li ga čuješ? Na tvoja vrata kuca sam. O, zašto odgovor ne daš? Na tvoja vrata kuca sam. Isus te zove. Na tvoja vrata kuca sam. Isus te zove. Na tvoja vrata kuca sam. Otvori, na tvoja vrata kuca sam. Otvori, na tvoja vrata kuca sam. O, zašto odgovor ne daš? Na tvoja vrata kuca sam. Na tvoja vrata kuca sam. Na tvoja vrata kuca sam. Продолжуваме со нашата програма. Почнемо гледачи, ја следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Добре дојде на сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Следува искуство од светот или вести од светот. Денеска искуствата ни доаѓаат од Латвија. Без излисе наслов на денешното искуство. Спортот бил страст на беба. Давала се за спортот. Таа особено сакала да игра кошарка, а ги сакала и своите тренери. Секогаш кога учествувала на надпревар, давала се од себе во надеж дека ќе победат. Но кога беба се подготвувала за крштевање, сватила дека мора да престане да игра кошарка. Многу надпревари биле закажувани во сабота, таа сакала да го почитува Бога со тоа што ќе ја празнува саботата. 16-годишното девојче се соочило со тешка задача во родната Летонија. Спортот бил низиниот живот. Сега таа морала да им ја соопшти веста на своите тренери. Изгледало дека ќе биде болно.
Trenerite i bile kako roditelji vložila mnogo energije i trud во низините тренинзи. Исто така, таа ќе мора да им каже на своите суиграчи. Таа не само што била дел од кошаркарскиот тим, туку и капитен на тимот. Сватила дека без нејзино учество тимот ќе се соочи со големи предизвици на теренот. Беба се молела: Боже, како да им кажам? Се чинело дека нема излез. Таа сабота тинеџерката одлучила да го одигра својот последен надпревар. На полувремето од мечот Беба била сама во собликувалната, ја мачела совеста, па клекнела да се помоли. Боже, те молам, направи нешто, се молела таа. Не сакам повеќе да играм кошарка во сабота, сакам да те прославувам тебе, но не знам како да им кажам на тренерите. Тоа ќе биде болно за нив. Но ти ветувам дека ова ќе биде мојот последен надпревар во сабота. Изгледало дека нема излез. По молитвата Беба не се чувствувала добро. Тренерите ја прегледале и откриле дека низиниот крвен притисок е исклучително висок. Беба била хоспитализирана. По серија тестови, докторот дошол до заклучок и ги соопштил следните вести. Ти си родена само со еден бубрек, и рекол тој. Не смеш повеќе активно да се занимаваш со кошарка. Беба не можела да им верува на своите уши. Бог и дал излез. Не била воодушевена кога дознала дека има само еден бубрек, но сега лесно можел да им објасни на своите тренери и соиграчи зошто мора да се откаже од кошарката. Веста им ја соопштила и на своите тренери и соиграчи. Тие покажале сочувство, ја разбрале и ја поддржале. Беба се радувала што Бог и дал излез од проблемот, но се чувствувала тажно што се збогувала со спортската кариера. Спортот бил целиот нејзин живот. Потоа се сетила дека има нешто далеко подобро од спортот. Таа го имала Исуса. Се молела: Исусе, те молам, дај ми нешто ново во мојот живот, бидејќи повеќе не можам да бидам активна во спортот. Набро го по молитвата еден пријател и подарил гитара. Беба никогаш порано не свирела гитара и извежбала неколку акорди. Не било премногу тешко. По само еден ден учење таа можела да сама да свири едноставни песни. Била толку возбудена. Исус ја благословил со дарот на музиката. Денес Беба има 42 години и се уште свири гитара. Иако повеќе не игра кошарка, сватила дека сепак може да се занимава со други спортови. Тоа што имам само еден бубрек не го заврши мојот спортски живот, вели таа со широка насмевка. Се уште можам да одам на скијање и да се занимавам со други спортови. Еве, интересно искуство, почно гледачи, нова млада особа, која ни самата не знаела дека има еден бубрек, била добра кошаркарка, но сепак таа била свесна дека не може да игра и во сабота и да го прославува Господа. Еве неколку мисионски информации за ова држава. Делото во Латвија започнало кон средината на 1890-тите години, кога Герхард Перк и неколку колпортери дошле во неколку балтички градови. Во 1895 година Перк го започнал евангелското дело во Рига, главниот град на Латвија, на 14. мај 1896 година, каде што Конради ја организирал првата црква таму со 12 членови. Брзиот раст на црквата во Латвија во првата половина од 20. век бил резултатот на активното учество на верници и лаици во проповедање на Евангелието во заедница каде што немало редовен проповедник, еден црковен старешина влиел на 37 преобратеници. Во 1930 години еден мисионер организирал специјални библиски часови за млади луѓе со хор и оркестар во Латвија. По 4-годишно вежбање, младите учествувале во евангелски активности низ целата земја, свиреле музика за евангелските служби и во исто време организирале јавни концерти со кои ги покривале патните трошоци. Еве, тоа беа вестите од светот, искуство на ова млада личност
koja navistina se našla vo teška situacija, kako što i naslovate na ova iskustvo, bez izlez, no Gospod našel podobro rešenje za beba. Odime povtorno su pesna. After Huss was delivered up to the secular authorities, he was asked one last time if he wanted to recant. "What errors shall I renounce?" he asked. "I know myself guilty of none." He was brought to this very spot here in Constance, and they burned him to death. They had to light the fire 3 times. They wanted to ensure his body was completely consumed. They dug up his ashes along with the soil under him and threw it into the Rhine River. About a year later, Jerome was also brought to this same spot. And as his executioner was standing behind him, Jerome said, "Apply the fire before my face. Had I been afraid, I should not been here." They died with heroic bearing. And a zealous papist commenting on the death of Huss and Jerome said these words: "Both bore themselves with constant mind when their last hour approached. They prepared for the fire as if they were going to a marriage feast. They uttered no cry of pain. When the flames rose, they began to sing hymns, and scarce could the vehemency of the fire stop their singing." Both these men lived their lives 100% for God, so that when they died, as tragic as it was, they died with no regrets. If we live our lives today 100% for God, fully surrendered to Him, we also can live a life where we have no regrets.
Bože, za malo mira. Molim te Bože, za malo sreće. Molim te Bože, u ovoj noći stazom svjetla ti me vodi. Vodi me Bože, zvijezdanom stazom. Vodi me Bože, sunčanom stranom. Vodi me Bože, u luku spasa, da tamo nađem vječni mir. Sve brige svoje tebi dajem, jer samo ti radost dajem. Primi, o Bože, molitvu moju, sve boli moje, život moj. Primi, o Bože, molitvu moju, sve boli moje, život moj. Još jednom Bože, u tišini hrama, u sjeni svijeća, ponizno te molim. Dolinom suza prati me Bože, jedina nado i jedini spas. Sve brige svoje tebi dajem, jer samo ti radost dajem. Primi, o Bože, molitvu moju, sve boli moje, život moj. Primi, o Bože, molitvu moju, sve boli moje, sav život moj. Среде темнината на незнабоштвото, секогаш свети Божја светлина. Додека овие мудреци го проучувале звезденото небо и се обидувале да проникнат во тајната на неговите сјајни патеки, ја гледале светлината на Творецот. Барајки појасно сознание, се свртеле кон еврејските свети списи. Во нивната земја се чувале пророчки списи што го преткажувале доаѓањето на божествениот учител. Валам им припаѓал на магиите, иако едно време бил Божи пророк. Со Светиот Дух тој преткажал благосостојба во Израел и појавување на Месија. А неговите пророштва се пренесувале со преданија од столетие во столетие. Меѓутоа, во Стариот Завет многу појасно е откриено доаѓањето на Спасителот. Мудреците со радост утврдиле дека неговото доаѓање е близу и дека земјата ќе се наполни со познавање
na славата Господова. Таа ноќ, кога Божјата слава ги осветлила витлеемските ритчиња, мудреците виделе таинствена светлина на небото. Кога светлината исчезнала, се појавила сјајна звезда која полека се движела по небото. Тоа не била никаква звезда, недвижница, ниту некоја планета. Па оваа природна појава разбудила мощне живо интересирање. Таа звезда всушност била оддалечена група сјајни ангели, но мудреците тоа не го знаеле. Сепак биле уверени дека оваа звезда има посебно значење за нив. Тие се советувале со свештениците и филозофите и ги пребарувале книгите на старите записи. Валамовото пророштво објавило: од Јакова излегува звезда, од Израел се подига палка. Дали е можно оваа непозната звезда да биде пратена како весник за ветениот? Мудреците се израдувале за светлината на вистината пратена од небото. Сега таа се излевала врз нив со своите сјајни зраци. На сон примиле порака да одат и да го побараат новородениот цар. Еве неповторно во програма, почитувани гледачи, ја следите во живо утринската програма Добро утро на радио Глас на надежта. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во нашата програма. Имаме гледачи најмногу од Македонија, но имаме и соседството, значи имаме од Србија, од Босна, од Црна Гора, од странство, од Германија, така да поздрав до сите вас кои денеска ја следите во наша програма. Продолжуваме да размислуваме во ова кратка порака, почитувани гледачи, за разбойникот од крстот. Оној од десната страна, кој се наоѓал покрај Исуса, веќе во неколку емисии до сега размислувавме за неговото обратување, за неговото признавање, и еве сега ќе ја проследиме неговата молитва, која тој ја упатил: Исусе, сети се за мене. Тоа била возвишена и искрена молитва, кратка, но многу ефикасна. Во својата близина овој разбойник го имал Исуса Христа. Иако бил без надеж, тој му упатил последната молитва во животот на оној кого сите го напуштиле. Народот го отфрли Исуса, свештениците го обвинувале за хула против Бога, властите го осудиле на смрт, неговите ученици не верувале повеќе во него. Меѓутоа, во душата на овој злосторник немало повеќе никакво двумење. Неговата молитва ја покажува неговата вера и целосна доверба. Сети се на мене, Господи, кој ќе дојдеш во царството свое. Злосторникот знаел дека му се приближува смрт, знаел дека Исус ќе умре, но верувал дека смртта не може да го задржи Божиот син. Сети се за мене. Ја видел Исусовата божествена природа и сета своја недостојност. Барал спасение затоа што знаел дека е загубен и примил непосреден одговор на својата лична молитва. Исус му ветил дека со него ќе се сретне еден ден во рајот. Исус не му ветил на покајаниот дека истиот ден ќе се најде со него во рајот. Исус тој ден не отишол на небото. Во неделата изутрина, веднаш по воскресението на Марија, морал да и се обрати вака: не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил при мојот Отец. Според зборовите што ги изговорил Исус, не можел истиот тој ден по распнувањето да се најде со злосторникот на небото, зашто ниту 2 дена подосна тој се уште не бил таму, туку бил во гробот. Со едноставно померање на знаците на интерпункција, во ова ветување исчезнуваат сите потешкоти, зашто многу луѓе велат, кои верува во задгробен живот, дека Исус му ветил на разбойникот веднаш после смртта ќе се најде неговата душа во рајот. Не, почитувани гледачи. Исус тоа утро или тој ден на разбойникот му ветил: денес ти ветувам дека еден ден ќе бидеш со мене
во небесното царство. Некои преведувачи токму тоа и го сториле како Ротерхам, кој во овој стих го преведува вака: ме молиш да се сетам тогаш на тебе, на вистина денеска те уверувам, запирка или две точки, ќе бидеш со мене во рајот. Тоа не му нанесува никаква штета на оригиналниот текст, зашто апостол Лука во опишувањето на своите текстови не користел интерпункција. Интерпункција значи тие знаци, запирка, две точки, точка, извичник и така натаму. Тоа е додадено подоцна. Таа била пронајдена и воведена, речиси, 1400 години подоцна, значи тие знаци на интерпункција. Прилогот денеска може да се замени со ти кажувам или ке бидеш. Ако постапите така, тогаш сето тоа наполно се согласува со Исусовите зборови што ги кажал на Марија, с кој истакнал дека се уште не бил во рајот кај својот отец. Истиот тој ден на злосторникот што умирал и барал спасение, Спасителот му ветил дека ќе му даде вечен живот кога повторно ќе дојде во славата на своето непоминливо царство. Злосторникот не се молил: сети се за мене кога ќе умрам. Не, тој рекол: сети се за мене кога ќе дојдеш во твоето царство. Исус му ветил дека ќе постапи точно како што се молил. Кога Исус ќе се појави на својот престол во сета своја слава како цар на царевите, ќе се сети за овој злосторник и ќе го исполни ветувањето што му го дал. Зборот денеска добива длабоко значење кое ќе го сватиме како ознака за времето во кое е дадено ветувањето. Тој страшен и трагичен ден во кој Исус е распнат како злосторник, тој ден кога сите го напуштиле, па дури неговите најблиски следбеници, тој на злосторникот му ветува вечен живот. Исусовата смрт не означува пораз, туку победа. Кога учениците подосна го сватиле тоа, се сетиле за се она што го кажал Исус за својата смрт на крстот, и кога јас ке бидам подигнат од земјата, сите ќе ги привличам кон себе. Еве, толку за денеска, за овој разбойник. Ние ќе продолжиме да размислуваме уште едно кратко размислување во наредната емисија и да видиме навистина што тоа значи да го прифатиш Исуса Христа, без разлика каде се наоѓаме. Дали сме на крст, дали сме во своите животни проблеми, дали сме радосни и срекни, ние постојно треба да донесуваме одлука, почитувани гледачи. Овој разбойник се осведочил дека пред себе го има Спасителот на светот. Оној другиот од левата страна се останал тврдокорен на своите стари традиции и на жалост тој нема да биде спасен. Одиме сега со уште една песна.
После ова песна, почитувани гледачи, еве се враќаме при крај нова наша денешна утринска програма, кога зборуваме за здравјето, за здрави намирници, за здрави чајви, еве денеска ќе споменеме нешто за липата. Веќе приметувате по улиците, по парковите убав пријатен мирис, сега е сезона на цветање на липите. Зошто треба да ја користиме липата во нашата исхрана, односно како чаеви? 6 причини зошто да си наберете липа додека ја има. Пријатниот и уникатен мирис на липата е типичен токму за овој период од годината. Значи, покрај прошетката во парковите чувствуваме убав пријатен мирис за уживање. Зошто не ја користиме липата како чај? Иако кај нас чаевите најчесто се пијат во сезоната на грипови, односно кога имаме пониски температури од доцна на есен до почетокот на пролета, сепак пиењето на липата е корисно и во лето. Во едно од претходните статии, значи, зборувавме за нането, но еве сега ќе кажеме нешто за липата. Липата цвета во месецот јуни, а еве сега сме токму месец јуни. Посед многу видови на чаеви од липа во филтер кесички, но цветовите можете и самите да ги наберете и да ги сушите на темно место. Во традиционалната медицина чајот од липата бил употребуван за најразличити здравствени придобивки. Кога сме нервозни, настинки, кога сме настинати, кога имаме висок крвен притисок, кога имаме други здравствени проблеми, така да можеме да ја користиме липата како чај. Еве неколку совети. Прво, антиоксидативно дејство. Цветовите на липата содржат вид на антиоксиданти наречени флавоноиди, од кои најзначајни се тилеросоидот, кверцетинот и камфелоролот. Второ, релаксирачко дејство. Пиењето чај може да биде ритуал или навика која пријатно делува во намалување на стресот. Сепак смирувачкото и пријатно дејство од пиењето чај од липа оди помалку над она што може да ни го понудат секојдневните чаеви. Во традиционалната медицина чајот од липа се користил за смирување и намалување на симптомите на анксиозноста, а студиите денес велат дека ваквите позитивни дејства се можни. Број 3. Ја смирува дигестијата. Како и секој топол чај, така и чајот од липи нуди пријатно чувство на топлина и хидратација. Овие две работи можат да помогнат за подобра дигестија, односно за подобро движење на храната низ цревата, цревна перелистика. Број 4. Може да помогне за намалување на крвниот притисок. Некои од компонентите на цветот од липа, како што се тилиросидот и рутосидот и холорегеничната киселина, во повеќе истражувања се покажале како намалувачи на високиот крвен притисок. Број 5. Чајот од липа може да ги намали умерените болки. Хроничните умерени болки измачуваат милиони луѓе низ светот. Анималните студии велат дека тилиросидот во поголеми количества може значително да го намали, односно да ги намали болките и отоците. И број 6. Подобар сон.
квалитетот и траењето на сонот се значителен фактор за општото здравје. Чајот од липа често се користел во традиционалната медицина за полесно заспивање. Во поново време посет повеќе истражувања кои го потврдуваат ова дејство што се базира на веќе спомнатите седативни дејства од чајот на липи. Еве, почитувани гледачи, советите беа денеска упатени што се однесуваат до здравјето за липата. Така да искористите ги овие денови, липата значи веќе цвети во тие пораните дрвја, но ќе има нешто и во јули, но како е да излезете и наберете си липа. Немојте поред патишата, кај што има прашина, може некаде да отидете малце понастрана од градот, но ќе најдете убави дрвја, раскошни дрвја со убав цвет од липа. Наберете го, исушите го во сенка и користите го и во летните, есенските и во зимските периоди. Оде ми сега со еден джингл. После овој джингл, почитувани гледачи, следува рубриката да ви рекламирам или да ви понудам една книга за читање или ако сакате да се ја набавите по редовна цена, односно по цена што ја нуди издавачката куќа Знаци на времето. Меѓутоа, ова книга денеска е бесплатна, така да можете да ја порачате слободно. Книгата се вика Последните настани. Може би некој од вас ја имате, но еве ви ја нудиме бесплатно, само ако ни пишете, ако ја побарате, ќе ви испратиме дома на вашата адреса. Значи, еве неколку реченици. Сегашното време привлекува особено внимание на целото човештво. Управители, државници, луѓе на доверливи и влијателни функции, разумни мажи и жени од сите општествени слоеви со големо внимание ги следат настаните што се случуваат околу нас. И затоа ова книга е токму за вас. Ги опишува настаните кои се случуваат денеска и оне што ќе се случат во иднина. А вие кои сакате да изучувате Библијата, почитувани гледачи, ви ја нудиме бесплатно онлайн дописната библиска школа bibliјатазборова.mk. Да видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, полека дојдовме до крајот на денешната емисија. Ви благодарам на вашето внимание, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна седмица, пријатни денови. Уживајте во топлите денови, температурата полека се качува и за кој ден ќе навлеземе во летниот период. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, да се видиме повторно во наредната емисија. А до тогаш останете со здравје.